Во Куманово повеќе од 6 месеци успешно функционира Центарот за пружање на бесплатни услуги за работа за развивање и стекнување на животни, воспитни, социјални и културни вештини преку индивидуална и групна работа. Центарот го отвори Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и е сместен во поранешната местна заедница спроти основното училиште Толи Зордумис. Со лицата со попреченост индивидуално или во група работи стручен тим кој помага инклузијата во нашиот град да се спроведува секојдневно. Дали Куманово е инклузивна општина и со какви предизвици секојдневно се соочуваат лицата со попреченост и нивните семејства, ќе одговори председателката на Инклузива Благица Димитровска. Кога зборуваме за инклузијата и за меѓународните денови, тие се еднаш во годината, инклузијата ја спроведуваме секојдневно. Значи, тоа е процес каде што ние како луѓе треба да дадеме поддршка и на семејствата, но и на децата и лицата со било каква попреченост, а особено на децата со аутизам, бидејќи е тоа некоја ново нарушување, се уште ново, иако долги години наназад има појави, но се повеќе се појавува и предизвиците се се поголеми и во општеството и во локалната заедница, највеќе на семејството со член со аутизм. Семејството е клучната алка, дали е тоа во процесот на едукација на детето, социјализација, третманите, сето оно што е поврзано со негово подобрување. А најпрво со дознавањето на попреченоста на детето, било каква попреченост, семејството е во голем шок што му треба поддршка од стручни лица, да го надмине тој шок и да даде се од себе понатаму во животот, да даде поддршка на своето дете, но и на другите деца. Јас сум еден пример што, например, моето дете е со попреченост, сега возрастен човек, тогаш мотивот ми беше да се вклучам во невладиниот сектор. Мојот син, но сега е поддршката на малите деца и семејствата кои допрва почнуваат да одат по еден тежок пат, да бидат истрајни во тој пат и да дадат се од себе за поддршка на детето и да се вклучат во сите активности каде бенефитите ќе ги чувствуваат тие. Недостатоците се огромни, се уште, иако има големи помирања во однос на инклузивниот процес во нашето општество, но најпрво тие доживуваат прво што нешто одбивање е во предучилишните установи, а тие се преполни со деца, немаат капацитети за да дадат соодветна поддршка на тоа семејство и на тоа дете, иако се примани, тие остануваат по неколку часа, што не е доволно за едно семејство, за да може да биде економски јако, за да ги издржи трошоците што ја предизвикуваат попреченоста, било каква попреченост. Потоа се раната детекција доцни од различни причини. Дали родителот навреме не се обрати до здравствените институции или се уште рано да се утврди точната рана детекција и диагностика на детето е она основно што треба да се направи на помалите деца, за да се препорачаат соодветни третмани и соодветни суплименти понатаму во животот полесно да напредува. Исто така недостатуваат услуги на локално ниво кои ќе бидат бесплатни за едно семејство. Тоа е во неколку града, највеќе се лоцирани во Скопје, но еве и ние оформиме таква услуга каде што фаќаме деца од 3 до 16 годишна возраст, затоа што сметаме дека развојот во тој период е најголем. Ги фаќаме децата за сега сме во процес на лиценцирање и со извештаи од лекарски комисии или лекари специјалисти, но понатаму, кога ќе добиеме лиценца, ќе биде со МКФ исклучува документот од комисијски преглед. Овдека нудиме поддршка од разни специјалисти во областа и тоа имаме ангажирано 2 логопеди, еден специјален едукатор и рехабилитатор и психолог. Имаме кабинети за индивидуална работа, но и работиме групно со децата. Исто така во оваа просторија е сензорната соба, каде што не е целосно со сензорни елементи, туку со елементи кои го поддржуваат и образовниот процес,
на начин на кој е потребен да ги совладуваат сите предмети во образовниот процес. Сензорните елементи се вклучуваат само на дечиња што им е потребна сензорна рехабилитација. За другите се користат едукативни материјали, се работи во простор, исто така индивидуално или највеќе до 2 дечиња во просторија.